Гледате интервју на Макфакс. Разговарам со Александар Нешковски, брат на убиениот Мартин Нешковски. Александар, добедовте во студиото на Макфакс. Добро најав. Дали по толку години правна битка, правни лавиринти кај вас е задоволен поривот за правда за овој случај? Па вака, од самиот почеток се соочивме со протести. Од самиот почеток, значи, наместо државата, системот или судот и обвинителството требаше да бидат тие што ќе го расветлат случајот. Ние дочекавме од протести да се внеси во институции за да има некакво расветлување. Поминаа 6 години. Што се случи после убиството? Имаме судски постапки што сите се или одбиени, или партиски притискани да не искочат на површина. Бевме сведоци за лошите зборови од Зврлевски према нашето семејство. Сведоци сме на многу неправди, значи, што се во поглед на институциите. Има правосилна судска присуда за Игор Спасов, 14 години тој одлежува казната затвор. Дали е се задоволено со таа судска присуда или има уште од онаа правда која треба да биде задоволена, поаѓајќи од аспектите за командна одговорност, например, и бомбите секако на опозицијата кои беа објавени во јавност? Да го кажам, значи, све си има време. Постапката си се води, тоест како би требало да се води. Самиот суд и самиот обвинител треба да види што бара Спасов на убиецот на Мартин на тоа место. Значи, го обезбедил Груевски. Тој не бил без ничива команда. Тој има некој што треба да му дозволи да се тргне од местото. Имаме слики, тие ги приложував редовно. На тоа станаа глуви и суд, и обвинителство, па дури и политичарите. Значи, тие се најголемиот проблем околу случајот Нешковски. Веќе се сомнам дека убиството е баш така случајно како они што го кажуваат. После све ова што го видовме, сите заташкувања, се гледа дека повеќе од јасно они као да планирале било чиво убиство. Кажете ми, очекувате ли дека се отвори некаква предистражна постапка пред, да речеме, година и пол по објавените материјали? 3 пати беше повикуван Спасов да даде исказ, претпоставам дека сте биле повикани и вие. Дали чекувате специјалното јавно обвинителство сепак после известно време да отвори некаква истрага, бидејќи се уште се е во фаза на предистражна постапка? 6 години чекаме, имаме време да чекаме и ќе видиме дали судот ќе се заврши работата како што треба. Не станува збор само за Мартин или само за семејството Нешковски, туку повлекува други прашања. Колку сме безбедни ние како граѓани да живееме во оваа држава? Кога треба некој од протест да дигне глас и да повика на правда, автоматски се гледа дека живееме во држава што ни најмалку наликува на правна држава. Власта најавува закон за вонредно преиспитување на судските постапки за сите оние сомнителни случаи, односно сомнителни пресуди кои се носени. Очекувате ли случајот за Мартин да се најде во таа група на случаи? Ко објаснив некој прашање, ама изгледа не го доловивме баш моментот. Реално гледано, би требало случајот да биде затворен како што треба, да има командна одговорност, да има луѓе што, но во реалноста веќе мислам дека овој систем тоа не би го дозволил. Не знам зашто, такво чувство имам однатре, дека да сакаат до сега ќе го расчистеа. Имавме моменти на протестите, тоест до протестот кога беше повикуван и од мене и од народот, до тој протест се одвива на еден начин. Сите собери на 5 мај беше тепан народ во библиотека. Тоа не може да се случи без ничиво знаење. Значи, случајот Нешковски до толку многу ги дирнал или па фотелите им беа, не ми се верува дека некоја фотелја би била толку загрозена за некој да даде наредба да се тепа во библиотека. Тоа значи страв се наметнува кај народот. Тоа е моето мислење. Не мора да значи дека е точно, но единствено што постигнавме во овие 6 години да го освестиме народот да не се надева дека
судството би решило било каков случај. За да заличи оваа држава на правна држава, треба да почне. Нашиот случај беше еден меѓу првите. Па Смилковско. Зашто тоа јавно не го кажат? Народот не е ниту будала, ниту да направи проблем. Тоа може све се реши со дебата и одговорните да си бидат на местото каде што го заслужиле. Поднесовте и кривична прива пред неколку години за Јанкуловска, Мијалков, за Урко. Така. Претпоставам дека, ако добро ме држи сеќавањето, беше отфрлена. Дали може да сепак да се очекува некаква друга одговорност, освен на Игор Спасов за овој конкретен случај? Според логиката на нештата, треба да одговараат сите. Значи, од командна одговорност до Зврлевски, затоа што Зврлевски беше тој, многу пати го имам кажувано во изјава, што на мајка ми лично во очи и каже, јас го пратив буквално со тие зборови. Син ти на касапење. Ми можеш ли нешто? Добро, сега тој повеќе не е јавен обвинител, меѓутоа зборовите ви остануваат во длабоко сеќавање. Да. Тој како обвинител треба да организира, нели, да има истрага. Зашто е потребно друго или СЈО, зашто е потребно СЈО? Ако ние сме правна држава и ако сакаме да го решиме правно, прво луѓето што се околу него сигурно си имаат, нели, предодредени кој како што. Не може све да биде да се заснова на политички цели. Мора да има или народ што ќе искочи на нови протести, без разлика што нас не стишува, не тепа, не малтретира, никад нема да застанеме ни. Го искоментиравте на Facebook и ракувањето на Заев во затворот со Игор Спасов. Сметате дека тоа е намерно направено, таа слика во јавноста што сте појавили, не некаков пропуст на дознав дека Спасов бил обезбедување на повеќе политичари. Така да мислам дека не може туку така толкава случајност да има. За мене тоа е свесно направено. Свесно направено со која цел? Мислам, што би постигнале во таа смисла? Која би била идејата? Која беше поентата да се тепаат деца во библиотека, да се прати страв? Која беше поентата да се убие Мартин на сред площад, да се прати страв? Поентата со Смилковско баш за Великден, да се прати страв. Све се дешава за народот да биде на некој начин угнетен, заплашен и да не го дига својот глас. Иако е ограбен до немај каде. Искоментиравте дека дел од содржините кои што се однесуваа за овој случај на интернет порталите некако ги снемува чудно дали видеата или материјалите. Зошто имате некаква анализа направено дека не се повеќе достапни содржините или? Вака, на протестите од самиот почеток па до ден денеска доаѓа медиуми од кој опозиција, кој позиција, кој од невладени камери имаше, значи од немаше камера од кај што немаш. На крај све се сведува да дојдеме до степен да не можеш видео на YouTube да најдеш од илјадници видеа, да не можеш да најдеш видео, да видиш што точно се случувало во изминатите 6 години, барајќи правда. И тука се соочуваме пак со систем. Систем го убил, систем го прекрива, систем функционира, тоест го нема ни по медиумите, мислам го нема. Уништува докази што биле во тие изминати 6 години. Би им препорачале нешто на судиите, на обвинителите во таа смисла за воиднина? Не, ова е систем. Очекуваме да видиме дали ќе има само промена или не. Што би им препорачал? Ако мислат дека е добро, нека те рад. Александар, благодарам за гостувањето во Ви благодарам и јас. И имам еден апел до народот, буквално на никој да не верува. Александар, благодарам уште еднаш. Читувани, ова беше интервјуто со Александар Нешковски. Ви благодарам.